Представниците на Европската Унија и на Европскиот парламент јасно кажа, медиумите има можност тие изјави да ги проследат, дека таков договор меѓу нив и ВМРО ДПМН нема. Не сакаме ние да шпекулираме сега, сакаме да ги слушаме нивните објаснувања зошто преговорите завршија така како што завршија и да слушаме од нив како мислат да постапат, за тоа што како потписници на тој договор имаат обврски, го ставија потписот, веројатно водат сметка за нивниот потпис, а од друга страна и земјата е заложник на ова политичка криза. Ние сакаме да ги повикаме како сериозни политичари да бидат на ниво на нивната одговорност. Ние сме тука да покажеме дека ние сме спремни да помогнеме. Меѓутоа, ние не можеме да ги замениме нив. Ние не сме политички партии, ние сме граѓански организации, кои што сакаат во ова земја да се применат принципите, одредбите на Уставот, кој гарантира слобода на изразување и слобода на медиуми. Ние сме тука да работиме со нив, ќе видиме колку. Ние веруваме дека и тие сакаат Македонија да ја реши ова политичка криза, да имаме слободни и кредибилни избори и да ја задржиме препораката за преговори. Бараме средба и можност за диалог, меѓутоа ние сме тука и да не молчиме. Немојте да заборавите и на тоа. Ова премолчена пракса за манипулирање на јавноста и тргање од дневната агенда на проблемот со медиумите нема да помине со молчење на медиумските организации. И една од пораките кои со овој прес ја испраќаме е дека сваќаме дека тоа се случува и не дозволуваме под тепих да се тргне прашањето за системско решавање на проблемот со медиумската сфера, бидејќи тој проблем не е системски и проблем кој што не смее да биде игнориран. Во спротивно, Македонија не може да биде демократска земја и не може да ги заслужува прерогативите на една таква земја. Ние не сакаме да прејудицираме можеби нашите ставови со нивните, така да, ако можеме ние овие прашања да ги решиме на маса, зашто би направиле други активности, но ако гледаме дека таквите наши заложби не се почитуваат, тогаш секако дека ние ќе ги примениме сите дозволиви демократски методи да вршиме притисок врз тие што имаат одговорноста за да раководат со оваа земја, да постапат согласно македонскиот устав. Ние не бараме ништо друго. Тоа што е напишано во уставот дека во Македонија има слобода, е гарантирано слободата на изразувањето и слободата на медиумите, тоа уставно начело да се спроведе, ништо друго не бараме.